Работи и во секој момент очекуваме да дојде министерот Оливер Спасовски, кој вечерова по средбата со обвинителката Катица Јанева ќе одговори на дилемите дали истражителот на СЈО Косије Мијалков и зошто беше приведен. Еве го министерот. Нико? Тука да станете. Само према камера. Ајде, Сашка, чекај. само момент ако може да се вклучиме во живо. Океј сум. Добре, Жолче. Супер е. Само момент. Ајде. Океј, повеле. Еве сакам да ја информирам јавноста и вас медиумите дека на барање на специјалното јавно обвинителство одржавме состанок за најавите кои што беа дека истражителот не му е дозволено да биде внатре во управата за безбедност и контраразузнавање. Имавме средба, разговаравме, поддршката моја ја имаа целосно како што имаат во целиот овој процес и ги расчистивме работите. Специјално таа јавна обвинителка го повлече истражителот, заради тоа што најверојатно имаат недоразбирање во начинот на договор со управата за безбедност и контраразузнавање. И во моментот кога ќе се обезбедат техничките услови со присуство на човекот од Ериксон да се докомплетира постапката, бидејќи веќе 2/3 од наредбите се извршени, само треба јавноста да знае дека нема никаков проблем и дека судските наредби ќе бидат завршени до крај. Дојде ли човекот од Ериксон? Тоа е прашање кое што ќе го одговорат обвинителите кога и во кое време ќе дојде. Тоа е поканет, заради тоа што тие мора да направат преку техничка помош да бидат извадени електронските податоци. А како заврши истражителот на СЈО вечерова во Беко, министре? Истражителот на специјалното јавно обвинителство кој што беше во Беко, денеска бил забележен како фотографира објект за кој што го забележало обезбедувањето на понешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Бил повикан на разговор во станицата Беко. Направен е првичен разговор, понатаму е најавено во јавното обвинителство и по насоки на јавниот обвинител е побарана негова изјава, службени белешки од службените лица кои што постапувале во моментот и целиот предмет е предаден во јавното обвинителство, а истражителот е пуштен. На барање на јавното обвинителство кој го води Зврлевски, ако добро ве разбрав? Да. Што значи Зврлевски е издал наредбата за Приведување? и приведување на Значи дека надлежниот обвинител од јавното обвинителство кое што постапува по тој предмет ја издал наредба. А што е предметот? Не разбравме баш добро. Го приведе таа Смел или не смел да го... Чифрето објект. Моите информации говорат, уште еднаш ќе повторам, ако не бев доволно јасен, лицето било забележено како фотографира објект за кој што ме информира дека било објект на господинот Сашо Мијалков. Не, јас сум директор бевте, на само не Управа за интересираше безбедност и каков контра. објект. Ме молам ако може да завршам и да се сослушуваме ако сакаме да бидеме Ајде, до повелете. крај. Децидни, јасни, да не ги повторуваме одговорите. Значи, бидејќи е забележено обезбедувањето како го слика тој објект, бил повикан во полициска станица Беко, бил известен јавниот обвинител дал насоки како понатаму да се постапува, вечерва е дадена изјавата, соверени се службените белешки од лицата кои што постапувале, полициските службеници и е предметот предаден во јавното обвинителство. Што е спорно министра дека е сликал? Значи бил За на мене- некоја задача, За мене не е спорно, јас претпоставам дека бил на некоја задача, меѓутоа тоа треба да го каже специјалното јавно обвинителство дали бил на задача. Познавате ли некои други вакви случаи кога луѓе фотографираат објекти, обвинителите издаваат наредби за приведување? За мене реков дека тоа е ништо не вообичаено. Јас моментот кога бев избран за министер, председателот на местниот комитет на ВМРО да мене сликаше мојата куќа, јас никаде не реагирав за тоа. И тоа зошто реагирало обезбедувањето и што се случувало, кои се индициите така натаму, тоа ќе го кажат истражувањата што ќе ги спроведе обвинителството. Уште едно прашање, вие се убедивте ли Катица Јанева дека сето тоа што остана и не е земено од УБК ќе биде сигурно и како гарантирате ли за тоа? Тоа не треба ниту јас да гарантирам, ниту некого да убедувам. Законот е јасен и дециден, наредбите мора да бидат спроведени, а не извршувањето на наредбата е кривично дело. И тоа го знаат сите. Како вечерова ќе се обезбедува зградата на УБК?
Зградата на УБК ќе се обезбедува на ист начин како што се обезбедува и Министерството за внатрешни работи преку обезбедувањето на целиот објект. Дали е сигурна целата опрема која е таму? Опремата која што се наоѓа во зградата и воопшто зградата е под обезбедување на Министерството за внатрешни работи и под видео надзор. Како може да гарантирате дека ништо нема да биде изнесено? Преку обезбедувањето кое што е во Министерството за внатрешни работи и преку видео надзор. Уште едно само прашање министра. Љубопитни сме дали тоа бил приватен објект на Мијалков, некој можеби бизнис објект. Немам таква информација. Добро. Во зашто не слушнавме и изјавата на министерот за